рекламите, време е за вестите на Ирис телевизија. Актуелната политичка состојба во земјава рефлектира и врз екзистенцијата на оризопроизводителите. Немаат ниту откуп, ниту цена. Годишна варекулта се ја чуваат во амбарите. Кочанските оризопроизводители се разочарани од ниската откупна цена на оризот. Годинашна реколта им остана во амбарите. Сметаат дека цената на белото злато во моментов нема ниту да им ги покријат трошоците за производство и жетва. Откуп уште немаме некако добар, 30 денара, арпа 13 денара. Не е изводливо дали ќе се одужиме. Мислиме ние земјоделците. Не знаеме дали ќе сееме оваа година. Ќе немаме семе да си посееме површините. И што ќе го продавам, чуваме го. На 30 динара може да си покриеме жетвите и орањето. Што ти произведам дома ми стои? Кој нити го купуват, нити го продават. Што? А не вработен. Во прилог на оризопроизводителите не им оди ниту исплатата на субвенциите. На еден дел им се исплатени, а на останатите се уште на сметките не им се пристигнати парите. Ја мал дел зема, да не се жалам, има 1/3 дадено субвенции. Оние стоат. Багимите има добри, доста луѓе жалат се дека не се. Ја не сум ни зрно бил уште, треба да се одужам данок ова, она, водна заедница, дуго стоја. Платени се ми водните заедници, ќе ми одбиват и ми тракционна сметка ќе ми сопират. Мафијашка држава, ништо друго. Кочанските здруженија на оризопроизводители ги чувствуваат последиците од актуелната политичка состојба. Повеќе од 3 месеци нема со кого да преговараат за состојбата со откупот на оризот. Во моментов немаат ниту цена, ниту откуп на оризот. Ако за еден месец не се формира влада, оризопроизводителите нема да можат да ги почнат подготовките за сеидба на белото злато. Чакалот е пренамножен. Ако не се дозволи одстрел, неговата популација нема да може да се контролира. Ловџиите во државата чекаат дозвола за негов одстрел. Чакалот пренамножен, на терените го има премногу. Неговата бројна состојба излегува од контрола што ќе биде тешко да се контролира, доколку не се дозволи негов одстрел. Ловците во државата чекаат надлежните да донесат одлука откако ќе се надминат законските пречки, и тоа дека веќе следната сезона ќе може да го ловат. Беше речено на состанокот на кај Министерството за земјоделие дека во најскоро време ќе се изготви нов закон во кој што чакалот ќе си го заземе своето место. Меѓутоа со овие политички настани кои случаја со избори, претпоставувам дека тоа ги задржува работите, меѓутоа очекуваме на пролет дека и тоа ќе излезе и дека од наредната главна ловна сезона чакалот ќе го имаме како еден од видовите за задолжителен одстрел. За сега штети од чакалот се евидентирани кај полезниот и прелетен дивеч, а предпоставка е дека ќе се зголемат и во стадата на сточарите. Сега за сега прави штета само на ловно дружение Ловец, односно на масовно уништување на зајачкиот дивеч. Веќе почна да се чувствува тоа и кај полската еревица, со тоа што очекуваме од наредната година веќе да биде пренамножен до тој степен што ќе почне да прави штета и кај сточарите. Чакалот лови во Глутница, по 40 години повторно ги окупира нашите терени. Предпоставка е дека мигрира од соседството, но многу брзо се размножува. Со одстрел на чакалот ќе се одржува неговата бројна состојба до граница на намалување на штетите, забележуваат ловците, кои сметаат и на парична награда од државата за одстрелен примерок од овој штетник. Ивеничките пензионери ќе се возат без пари. Општината ќе им го субвенционира превозот. Околу половина милион денари е штетата што ја претрпела штипјанката ЛС. Шокантно било созданието на жителката на улицата Сутјеска, кога синоќа, откако се вратила нешто пред 22 часот, имала што да види. Непознати или непознати сторители го скршиле прозорецот, пошто ја украле животната заштеда од 20 златни лири и 5000 евра. Освен тоа, непоканетите гости го однеле музичкиот систем и неодамна купениот плазма телевизор.
На крадецот или крадците не им пречало тоа што улицата Сутјаска е една од најфреквентните улици во градот. Освен парите, златото и техниката, однеле со себе и 3 органи и исто толку кебиња. Како по некое непишано правило, никој од соседите не забележал што се случувало по куќата на ограбената. Надлежните истражни органи интензивно трагаат по лицето или лицата кои синоќа ја оставија без пари и по куќнина 57 годишната Штипјанка. Штип одбележа 145 години од раѓањето на големиот револуционер и визионер Гоце Делчев, кој токму во училиштето во Ново село ја вршел својата учителска дејност и ги описменувал децата. Идеологот на македонската револуционерна борба е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, во семејството на Султана и Никола. Во Штипско Ново село денеска се одбележаа 145 години од раѓањето на големиот револуционер Гоце Делчев. На спомен релјефот кој се наоѓа на зградата на ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев, делегации на Универзитетот Општина Штип, пратеници во Собранието на Република Македонија, представници на државни институции, политички партии, на Општинската организација на Сојузот на борците, положија букети цвеќе. Токму во зградата каде што е сместен ректоратот и училиштето, каде што учителствувал Гоце Делчев. Ректорот на Универзитетот Блажо Боев истакна дека како институција гордо го носат името на Делчев, кој е еден од најголемите револуционери и визионери, кои пред повеќе од еден век го разбера светот како поле за културен надпревар на народите. Ова е добра прилика да се потсетиме на неговото дело и добра прилика да изразиме една благодарност за сето она што е направено во минатото за Република Македонија и мислам дека како универзитет достојно го правиме тоа со сите активности кои досега ги правиме во насока на промоцијата на образованието, на науката, на животот, на она што значи млади, она што значи квалитетно нивно образование и мислам дека добро ја продолжуваме традициите на големото учествување на овој учител во рамките на градот Штип. Боев најави дека како универзитет се подготвуваат и за одбележување на 27 март, кога се навршуваат 10 години од постоењето на Универзитетот Гоце Делчев. Програмата за одбележувањето е донесена, почнува од 23 март, а завршува на 24 март со свечена академија во Центарот за култура Ацо Шопов. Има една прекрасна академија на која ќе биде промовиран документарниот филм 10 години УГД. Еден кој за јавноста кој ќе биде прикажан и еден филм кој се изработува во делот на архивскиот материјал на универзитетот во поглед на она што се случувало во задните 10 години. Ќе биде издадена едицијата 10 години издавачка дејност на УГД, еден огромен том на изданија што се наоѓаат во рамките на УГД и некои други активности во делот на промоцијата на докторите на науки кои се во рамките на секојдневните активности или секојгодишните активности на УГД во делот на промоцијата на новите доктори на науки, бидејќи УГД е веќе голема структура и на неја докторираат многу млади луѓе кои стекнуваат квалитетно образование. Боев истакна дека на свечената академија достојно ќе се промовира образованието и културата, а граѓаните од Штип и источниот регион ќе бидат задоволни од оваа промоција по повод 10 години од постоењето на Универзитетот Гоце Делчев. По македонска каменица и пензионерите од Виница ќе добијат бесплатен превоз. Виничкиот градоначалник најави дека од наредниот месец пензионерите ќе го уживаат и овој бенефит. Пензионерите од Виница бараат локалната самоуправа да го субвенционира локалниот градски превоз. Вела дека голем е бројот на пензионери од Виничко, кои поради ниските пензии не може да си дозволат да појдат ниту на преглед во Виница. Потребно е, како што е на другите пензионери во Скопје, да се обезбеди да користат бесплатен превоз. Сега сме во договор со општината, со градоначалникот, нешто и на тој поглед да се учини. Дека е потребно пензионерите да добијат субвенциониран превоз, потврдуваат и од општината. Градоначалникот на Виница Емил Дончев вети дека од наредниот месец пензионерите ќе го уживаат и овој бенефит. Даваме подршка за сите нивни манифестации, понекогаш се дружиме еве на една од последните средби падна муабет и идеја да го субвенционираме превозот на пензионерите кои што земат пониски пензии, односно она што го имаат како потреба за одење по здравствени домови до Скопје.
Моментално го разгледуваме и работиме на моделот како целата работа да ја изведеме и јас се надевам дека веќе од март месец ќе почнеме со субвенционирање на превозот. Од 10 февруари бесплатен јавен превоз ќе користат и пензионерите, но социјално и ралливите семејства од Македонска Каменица. Бесплатниот превоз ќе го користат во петок, кога и пазарен ден во општина Македонска Каменица. Веќе е направен возниот ред за жителите од руралните средини. Општина Македонска Каменица за реализација на проектот бесплатен јавен превоз набави 2 нови комби возила, кои ќе ги користат и останатите институции во општината за потребите на учениците, спортистите, како и за децата од детските градинки. Под слоганот "Ние можеме, јас можам", денеска се одбележува Светскиот ден на борбата против карциномот со повик за активно вклучување за превенција и намалување на последиците од појавата на карциномите. Со програмата за скрининг на рак на грлото на матката за 2017 се предвидува намалување на бројот на жените што ќе бидат поканети на организиран скрининг за 15.000 и намалување на бројот на жените на кои ќе им биде направен ПАП тест за 10.000. Исто така се намалува и бројот на бесплатните цитолошки анализи на замените ПАП тестови за 10.000. Предвидениот опфат на жените е помал од 5% од целната популација, велат од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените. Од Сдруженијето бараат од Министерството за здравство и од владата да го зголемат планираниот опфат на жени со оваа програма на најмалку 20% од целната популација на жени и да го зголемат планираниот буџет за програмата. Политичката состојба се одразува и врз македонските фирми. Дополнителната криза со формирањето на новата влада на бизнис секторот му прави проблеми. За состојбите во стопанството во интервјуто на Радио Слободна Европа говори председателот на Стопанската комора за Северозападна Македонија. Ние гледаме дека и парламентарните избори не донесоа решение и дека продолжува одисејата на проблематични одлуки или неможност да се донесе одлука, а тоа е формирање на една стабилна влада која што ќе продолжи со одредените приоритети кои што за стопанството се и како приоритетни. И затоа велиме дека сметам дека во овој период постизборен би требало малце да преовладее разумот и на реалните потреби, а тоа се економските проблеми кои што не само стопанството, туку и граѓаните ги имаат во прв план наспроти некои тесно партиски интереси. Со оглед на тоа дека имавме подолг период снег, зимската туристичка сезона е продолжена. Туристичките работници се задоволни, велат зимски аранжмани се распродадени за до крајот на февруари. Оваа зима подолг период ги имавме ниските поларни температури, но снежната покривка овозможи зимските туристички центри да работат во полн капацитет. Исполнети ски центрите, како во соседството, така и кај нас. Оваа година времето беше на наша страна и сме доста задоволни во однос на патувачките активности што ги извршија нашите сограѓани и заминаа многу на патување во соседните држави, како што беше Банско претежно и Србија Копалник. Дури и нашите туристички центри во Македонија беа доста полни. Можам да кажам преплавени со домашни, но да не ги забораваме и странските туристи кои беа присутни во Македонија. Ова се должи се на големата снежна покривка, на убавото време и скијалишните активности што можеа да ги обават скијачите во овие туристички центри. Поради снежната покривка, зимската туристичка сезона е продолжена до крајот на февруари. Зимската сезона веќе е продолжена, значи снегот веќе се најавува дека повторно ќе врне, така да ќе биде, мислам дека некаде до крајот на февруари месец ќе се обавуваат скијашните активности. Туроператорите задоволни за тоа што ги распродадоа сите аранжмани за во зима, а интересни за граѓаните се патувањата за викенд.
Екипата на Китго Пехчево продолжува со подготовките за пролетниот дел во третата фудбалска лига. Дел од програмата се и одигрување на пријателски контролни средби, а денес во Штип им гостуваше екипата на Вардар од Неготина. Омекнувањето на времето и топењето на снегот придонесе за подобрување на условите за тренинг на фудбалските екипи. Се ближи почетокот на пролетниот дел во кој екипите сакаат што поспремно и поподготвено да заиграат и да ги постигнат очекуваните резултати. Екипата на Китго Пехчево навремено ги започна подготовките, во чиј составен дел се и пријателските контролни средби. Пред се да се заблагодарам на газата Китго кој што ни ги овозможува сите услови за работа. Мислам дека сме на организацијски на едно ниво кој мислам дека и со пролига може, од некои клубови сме поорганизирани, подготовките ги започнавме на 18-ти, каде што физички дел го обработивме, одигравме една пријателски надпревар со екипата на Турново, каде што го добивме со 2:0. Денес сега играме со екипата на Вардар од Неготино. Кроз овие утакмици мислам дека ќе се гради тимот и на крајот ќе играат најдобрите. Екипата овде не застанува. Пролетниот дел ќе биде тежок, а за тоа се потребни квалитетни подготовки со цел темпирање на формата токму за тие тешки искушенија. Февруар сме на припреми во Дојран, во хотел Истатов, каде што пак ќе кажам дека таму ќе обработуваме формата и спрема тие надпревари ќе се гради тимот. Колку сте задоволни од играчкиот кадар? Знам дека костурот на екипата беше солиден, меѓутоа сигурно има и новитети за пролетниот дел. Па сега некои играчи се отидоа, амбициите на клубот сега се на повисоко ниво, мислам дека земаме до 5 повеќање. Димовски Мартин од Каменица, Алексовски Дарко исто така од Каменица, Сине Филе од Овче поле, Колев Иван исто од Овче поле, Митевски Слажан од фудбалскиот клуб Силекс, Тамер Јамаковски од Плачковица и мислам дека со овие засилувања ќе пробаме, ако можеме да биеме во горниот дел на табелата, во тоа четврто место каде што води во втората лига. Стартот на пролетниот дел во третата фудбалска лига Исток е закажан за 26 февруари, а екипата на Китго Пехчево во првото коло ќе се сретне со тимот на Слога од Виница. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Имајте пријатна вечер.